Почитувани, на жителите од општина Дојран веќе им е доста од неморал, неетичност, искористување на функцијата градоначалник за задоволување на лични страсти, потреби и интереси. Жителите од сите населени места во Дојран на следните избори одлучно ќе кажат: крај, доволно е. Не сакаме повеќе да поддржуваме расипништво, нестручност, договарање во четири очи за тендери и профити. Не сакаме да гледаме уништување на се што е наше заедничко. Не сакаме да гледаме како ни пропаѓа татковината, живеелиштето, езерото. Не сакаме да гледаме како преточи пропаѓа нашиот сакан Дојран. Ве повикувам заедно да одиме напред, да покажеме дека сме пример за добри домаќини, вредни, честни, да покажеме дека се грижиме за нашите деца, но навистина се грижиме со дела, а не со празни зборови. Конечно, да свртиме нов лист, да се охрабриме и удостоиме општина Дојран, конечно да стане општина за сите граѓани, а не збирштина на неизживеани луѓе, желни за забава на туѓа сметка. Да им дадеме шанса на квалитетните образовани кадри да работат за општината, да помогнеме Дојран цврсто да застане на нозе без инфилтрирани, неспособни луѓе кои само ја влечкат општината надолу, цитаат безмилосно од нејзините ресурси и не гледат подалеку од нивните лични интереси. Драги мои дојранчани, смело да зачекориме напред во светлина, да одбереме просперитет, затоа што само така Дојран ќе има иднина. Ветувам дека упорно, мудро и посветено ќе работам за нашата општина. Имам конкретна програма која содржи многу, истата е реална, може да се исполни и предвидува развој на Дојран. Општествен, културен, економски развој кој ќе го почувствуваат сите. Ветувам дека со нова свежина, со отворено срце, со мисли за добро на сите граѓани, ќе ја водам општината единствено во успеси. Она што ќе биде приоритет во следните години, односно во моето работење, ќе биде развој на туризмот. Доста е од празен и сиромашен Дојран, доста е од угостители кои се жалат дека работат со загуби и од издавачни соби кои не можат да ги пополнат празните соби и апартмани. Имам конкретна стратегија за развој на туризмот, за соработка со домашни и странски туроператори. Но она што е важно, кога зборуваме за туризмот, е состојбата на езерото. Од негрижа за него, истото е во очајна состојба, крајбрежјето е уништено, она што е направено во минатото од времето на ВМРО ДПМН, сега не може ниту да се одржува пешачко-велосипедската патека, која е обрасната од треви, урбаната опрема, односно клупи и жардинеи кои се уништени поради неработење, неспособност, нехигиена, запуштеност. Со еден збор, Дојран изгледа тажно. Ветувам дека со стручна работа, со стручен тим, се ова ќе се смени. Мора да разберете, Дојран сега е оставен на милост и немилост. Дојран има е во заден план. Да не дозволиме да го гледаме како се гуши и пропаѓа. Време е за вистински промени, најдоброто допрва доаѓа. Сите заедно да покажеме дека се грижиме и го сакаме Дојран. Заедно ќе направиме промени кон подобро.